Левичарот Венко Филипче ја слави десницата како тој да победил во Унгарија, иако сестринската партија на СДСМ, Демократска коалиција, освои само 1,18% од гласовите и не добија ниту едно пратеничко место. Од Бихачка ја слават победата на Петер Маѓар и неговата Тиса, што е помалку чудно бидејќи идеолошки имаат целосно различни политички гледишта. Уште при објавувањето на првичните резултати, Филипче побрза со објава на социјалната мрежа X, каде покри со Унгарија реши повторно да се занимава со политичките состојби во соседна Србија, односно дека следен што ќе паднел од власт бил Александар Вучич. Вечер во Унгарија рече доста е, недемократскиот режим на Орбан падна, токму како што месеци наназад најавувавме, криминалната организација ВМРО останува без својот единствен сојузник во ЕУ, нема повеќе криење на Груевски во Будимпешта, ниту бизнис комбинации. Новиот премиер на Унгарија, господин Петер Маѓар, најави длабока реформа на медиумите поради огромно влијание што Орбан го имаше врз нив, паѓаат автократските режими, следен е Вучич, а со него и Мицкоски. Во сличен стил на својот лидер и партискиот пиар на СДСМ, славејќи ја победата на партијата со која немаат никаква поврзаност, повторно решија да се пресметуваат и со медиуми, чија уредувачка политика не им се допаѓа. Скоро 40% од медиумскиот простор во Македонија е под директна контрола на луѓе на Орбан. Преку своите блиски бизнисмени Петар Шац и Агнеш Адамик, Орбан купи и контролира огромен број медиуми кои се во служба на ВМРО и Мицкоски. Тие се пропагандна машина во Македонија. Од ВМРО ДПМН реагираат дека со ваквите политики СДСМ целосно ги промашиле своите приоритети, а тие се наместо да се мешаат во избори во друга држава, да се обидат да ја стабилизираат својата партија. Од владеачката партија тврдат дека за социјалдемократите да застанат на здрави нозе, потребно е целосно оградување од поранешниот лидер Зоран Заев. Филипче затоа помалку грижи се за избори и изборни резултати во други држави. Засука ги ракавите и ставија својата партија на здрави нозе, ако може да се каже дека е твоја, бидејќи ти си тамо само чувар на фотелјата. И тоа е пред се важно, бидејќи за развој на една држава потребна е здрава опозицијска партија која стои на свој нозе. Само така ќе помогнете во и за државата и за граѓаните. Победата на Маѓар во Унгарија ја слават и политичари во соседна Бугарија, во прв ред Андреј Ковачев, кој е познат по своите антимакедонски ставови. Тој се надева дека со новата власт во Будимпешта ќе биде преиспитана политиката за поддршка кон Македонија, за која вели дека е антибугарска реторика.